Она што ќе го фатиме во продолжение се разбира, јас веќе држам во рака монографијата за театарот Куманово по повод 75 години од неговото постоење и ќе се обидеме на убав начин, со убав разговор со овие гости кои што ги имам во студио, кои што ни доаѓаат токму од овој театар, да зборуваме за создавањето на оваа монографија, да зборуваме за театарската уметност во Куманово. Се ова малку опширно го кажав, нема толку време, но во секој случај ќе се ограничиме и се разбира ќе ги споделиме сите оние нели побитни работи кои што ги носи самата промоција на оваа монографија. Добро ми дојдовте. Добро утро. Ќе ве испишат затоа што сте многу. Јас само ќе ве поздравам, Симона, Сашо, Кети, ви благодарам што одвоивте време, што пристигнавте директно од Куманово и прво нели срекни празници, срекна нова година. Таков е период. Се најубаво. Така е. Благодарам, поздрав. И се разбира честитки за оваа монографија. Веднаш да преминам на неа. Иако театарот Куманово колку 2-3 години се реновирате уште? 3 цели години се реновира. Па решивте да работите нешто, на шега да си кажеме, така? Па да сработите монографијава, не седи простум, како што викаме. На сцена. Малку да се пошегувам, да, но работава не е за шега. Јас прво малку сериозно би поразговарал околу тоа што се случува, каде е проблемот со театарот Куманово, зошто кумановчани и околу сите оние кои што сакаат да уживаат во театарската уметност, се уште не можат да ги проследат. Па реално ние имавме проблеми со театарот и му фалеше реконструкција. Министерството за култура излезе во пресрет, нели, да почнеме со реновирање. Ние меѓутоа фати корона и потоа помина времето како што помина. Се мислиме дека е финансиски проблемот. Меѓутоа на нас театарот многу ни недостига. Треба место кај што имаме една сцена театарска во која што ги даваме нашите представи. И се надеваме дека овој проблем нема да се работи ли нешто овие 2-3 Па години? етапно се работи. Мислам, вие веројатно можете да влезете или не можете да влезете, да видите дали Не нешто е може да се мрднато. влезе. Не влегувате. Да. Градилиште. Да. Значи Тој не е ни до внатрешно некоја фаза целосно, каде што почна да може да се реновира. види крајот. Не се гледа крајот сега за сега. Не се гледа. За жал. Се замислов. Добро и покрај Па така, монографија, ние како се решивме. снаоѓате вие луѓето вработени таму? Актерите веројатно нели со снимање и со гостување по другите театри, вие драматурзите? Па ние работиме во просториите на Центарот за култура, нели ние сме едно правно тело. Тешки се условите во однос на грејење, меѓутоа се снаоѓаме, адаптираме представи кои што ги даваме во зимен период. Работиме се за да работиме. Да. Па така е еден од моментите и ова монографија 75 години кои што обележавме на нашиот театар. Сметавме дека треба да ги забележиме во една ваква форма и работевме па повеќе од година, мислам дека. Сигурно повеќе од Убаво година. е да се сподели нели самото создавање на монографијата, па би сакал малку повеќе да се задржиме од идејата чија, од моментот зошто баш вие вкупно сте се четворица, кој е четвртиот кој што Зоран Зафировски, уште така, еден драматург има кој што работеше. Да го споменеме, како нели баш вие се собравте за да можете да реализирате оваа монографија, нели таа приказна ме интересира од почетокот. Па вака, идејата секако потекна и од драматурзите. Јас овде како актерка, едноставно повеќе бев можеби колку да сметам или можеби да користам. Се собравме тројца драматурзи, значи кои што се во нашиот театар и јас како актерка, кои што решивме уште 2022 година практично поднесовме проект, аплициравме до Министерството за култура, затоа што следната година, нели 2023-та беше јубилејна 75 години. Излезе како убава бројка, затоа што некако тоа ние си го протолкувавме од аспект на тоа, нели, на четвртинки како му доаѓа до еден век. Да. Убава година каде што едноставно се зафативме со работа која што на почетокот ни се чинеше можеби така малку поедноставна, ќе ги собереме архивските материјали со она што нели располагаме во театарот по кутии што ни се наоѓа сега, бидејќи нели сме преселени во Центарот за култура, па во кутии се спакувавме во театарот. Уште потешко, да. Уште потешко. И некако природно си ги поделивме, да речам, задачите. Работата беше тимска.
Јас сум многу задоволна и многу сум среќна што ете во нашиот театар потврдивме дека тимската работа може да биде гаранција за успех. Но некако ни беа природно поделени работите. Да речеме Зоран Зафировски кој што не е тука, архивскиот материјал го скенираше затоа што сакавме нели да добиеме што подобра резолуција на секоја фотографија. Симона ја имаше задачата околу комуникација со луѓе, граѓани во Куманово кои што подразбира нели да можеме да ги забележиме затоа што ние од 61 година нааму под секоја фотографија се запишани имињата и презимињата на сите актери кои што се на фотографиите. Тоа за нас така не беше едноставен процес од аспект на тоа што да речеме 60-70 години е период кој се 80 кои се да. Така не е познат за нас. Консултиравме актери исто така од повозрастните, од оние кои што се во пензија, од оние кои што одреден период работеле во театар Куманово. Саше ја имаше задачата нели да сето тоа го лекторира, сето тоа фино лепо во однос на текстуалниот дел го стави во еден совршен формат и да го провери, се разбира, нели тоа литературно како е, дали е добро, дали не е и слично. Јас покрај тоа што имав задача да им сметам на сите, односно на сите нив тројца да им се мешам во работата, ја превземав и улогата на обезбедување на спонзори, бидејќи Министерството за култура нам ни даде одредени средства, но ние на самиот почеток кога се собравме како тим, имавме јасна идеја како таа треба да изгледа. Значи да има необичен формат, значи да не е обичен А4 формат, да е тврд повез, да е мат корицата внатре, хартијата да биде со голем квалитет и за тоа секако ни беа потребни дополнителни средства. Па се покажа дека компаниите во Куманово се подготвени да излезат во пресрет, за што сме им особено благодарни. Можеби еве сега бидејќи сум на темата и да ги споменам, навистина би сакала Бучен Козјак, Металнет, Мокапром, Оли Травел, Зафир, Екстрамейн, Македонија осигурување, единствената компанија од Скопје, која што ни излезе во пресрет, Драган Дамјановски, Коп Инженеринг, Мега и Форма. Нема да замериме, затоа што знаеме колку се потребни средства, нели, за да се изработи нешто, а колку тешко може да се најдат. Ние сме особено задоволни затоа што навистина имаме, како да го речам, ексклузивно и така убаво достоинствено издание на она што се случувало во изминатите 75 години како театарска активност во театар Куманово. Така што за сето тоа секако ни беа потребни дополнителни средства кои што ги обезбедивме. Благодарни сме и на Министерството за култура и на спонзорите. Мислам дека завршивме одлична работа. Знам дека ова ќе звучи нескромно, ама навистина јас лично сите ние реално да го видиме, нели, богами ова бара и многу труд и многу работа, но на крај се гледа од приложеното дека се исплатило се до тоа. Имавте некакви, освен препознавање, нели, кој е од оние повозрастните актери, нели, веќе пензионирани, може и не се меѓу нас, од 1948 од почетоците на Кумановскиот театар. Други некакви проблеми со кои што се соочувавте и кои што моравте во да ги решавате, од типот на пронаоѓање за илустрација, веројатно сите години подеднакво се застапени, нели? Во поново време има повеќе материјал кој што може да се употреби. Се зачувуваат ли сите оние? Сакам да кажам дека за театарот, кога станува збор за било кој театар во светот, немојте да прашувате за проблеми, секогаш има. Секогаш има проблеми, ама нас на некој начин баш тие проблеми ни беа водилка во и тие се предизвик, нормално. Се разбира предизвик. Затоа и прашувам. Самата предисторија на создавањето на театар Куманово 48 како институција е формиран, ама се разбира дека претходно има своја предисторија. И тоа не фасцинираше како во едно такво време, тоа се воени времиња, Првата светска војна, Втората светска војна, имало група ентузијасти луѓе што имале идеја да создадат театар, сцена, да се соберат во здруженија и понатаму тие здруженија
настана институцијата Театар Куманово. Затоа проблемите што ние сега ги имаме и се соочуваме ни изгледаат многу надминливи во однос на тоа што што ги ставија темелите на Театар Куманово. Инаку да, веќе споменавме дека имавме една преселба сега од Театар во Куманово во Центар за култура. Сите сме многу кооперативни колеги во обезбедувањето простор, време и така натаму. Материјалот што го имавме беше во кутии, во прав, моравме сето тоа да го селектираме, ако можеме тоа да го именуваме. Добро, ова ви се фатило и мала генералка, ако може да кажеме. Да видите со што располагате. Ама од тоа излезе, и вие убаво рековте пред малку како предизвик, па убаво не излезе што создадовме дигитална архива сега за следните генерации. Здравје, кога ќе се прави 100 години Театар Куманово, веќе 75 години дигитално се обезбедени. Да не бараат по кутиите. Да не бараат по кутиите. Па дигитално време, нели? И убаво, доколку сте успеале, нели, се оно што го има како архива, да се дигитализира, затоа што времето гази, тие фотографии нормално не можат вечно да бидат. Најважно ни беше да ја хронологијата да ја запазиме. Значи, сите представи, тоа се можеби над 500 броевите не ни одат, не сме броеле, но сигурно има над 500 представи во овој период. Драго ни е што сите ги забележавме по еден хронолошки настан низ годините, така што за идните театролози и хроничари ќе има добра подлога за идните трудови и секакви други анализи во врска со Театар Куманово. Да, рековме минатата година, пред крајот минатата година беше промовирана оваа монографија во чест на 75 години. Имавме можност само да потсетам фотографии да дзирнеме од самата промоција, нели, и сликовито сето тоа да го доловиме. Театарот Куманово има посебно значење генерално во Македонија и актерите кои што јас конкретно на актерите, нели, кои што тие се ликови носачки. Така кои што навистина излегуваат многу успешни имиња токму кои што работат во нашата земја, па и надвор од неа, токму од овој театар. Така што верувам дека сите ги заинтересира и историјата и ги интересира историјата токму на Кумановскиот театар. Ќе ни биде драго. Ќе ни биде драго да ги интересира. Сите се забележани во монографијата, така да било убаво да секој од нив да ја има монографијата. Рековме, нели, представите како такви, што друго може да се најде? Видов и цртежи од костуми. Така, цртежи од костуми има некои скици, значи све што имало, све е забележано, има плакати, има како некоја хронологија на плакатот од почеток па до ден денеска. Исто така одделивме, има еден дел во кој што одделивме актери кои што го почнале актерскиот век и го завршиле во Кумановскиот театар, без разлика дали пензијата или смртта ги одделила. Така да на нив имаме посебен дел одделено, како значење им имаме дадено. И исто така на крајот се наведени сите актери и генерално целиот состав на Кумановскиот театар. Така. Ви посакувам успеси да заврши реновирањето што побрзо и уште многу успешни представи и актери и театарски работници од овој конкретно театар да излегуваат годиниве пред нас. Благодарам. Ве покануваме да дојдете во Театар Куманово и на представи во Центрот за култура. Не се даваме, работиме и покрај тоа што па тоа е во крвта на секој театарски работник. Не губи од реновирањето. Јасно. Ви благодарам уште еднаш многу. Благодарам.